Конзервативната партија во Британија овој викенд доби нов лидер. На кормилото на партијата застанува Кеми Баденок. Која е таа и зошто прави невиден пресврт во историјата во политиката во Велика Британија? Се работи за прва црна жена која што станува лидер на една од најголемите партии. Која е оваа личност, каква поддршка има и што ќе донесе незиното лидерување со конзервативците, ќе дознаеме во продолжение од нашата колумнистка и дописничка Жанита Скерлев. Good morning! Good morning, добро утро, како сте? Добар ден. Добро утро, добар ден, но одлични сме, се надевам и вие таму супер. Да. Се е одлично, па ајде да дознаеме која е Кеми Баденок. Олукеми Олуфунто Адегоке Баденок. Го прочитав ова и сега ќе продолжиме понатаму со Кеми Баденок, бидејќи мислам дека само нигериците можат лесно да го кажат незиното име. Тоа е најновата личност во највисоките редови на британската политика, меѓутоа не е најнова во политиката. Кеми Баденок дојде и вели дека ќе остави голема трага во животот на сите нас тука, посебно во животот во работата на конзервативната партија на Велика Британија. Таа е родена во 1980 година на 2 јануари, значи за некој месец ќе биде роден ден. И родена е во Лондон, и тоа тука во болница Света Тереза во Вимблдон, во мојот Вимблдон. Од нигеријски родители, мајка професорка, татко доктор по општа практика. Незините родители живеа и работеа во Нигерија и беа прилично добростоечки, средна класа. Таа имаше кога растеше свој шофер и дадилка, но потоа им се сврте и затоа можеа да дојдат мајка и да дојде во Лондон, во Вимблдон да ја роди Кеми, и Кеми автоматски доби британско државјанство, бидејќи до 1980 година сите кои ќе беа родени во Обединетото кралство добиваа автоматски британско државјанство. Тоа се смени во 1981, така што родителите очигледно го фатија последниот воз. Кеми Баденок е на некој начин историска личност, бидејќи е прва црна жена председател на една најголемата опозицијска партија во Велика Британија. Таа е четврта жена на кормилото на конзервативците. Пред нејзе беше Маргарет Тачер, па беше Тереза Меј, па едно кусо време Лиз Трас и еве сега Кеми Баденок. И мислам лично дека политиката во Велика Британија добива една жена која ќе донесе прилично возбудување. Еве на пратеничките прашања таа го нападна премиерот сер Кир Стармер за неговата политика. Што ќе донесе таа, допрва ќе видиме, бидејќи состојбите со конзервативната партија не се розеви. Конзервативната партија добива лидерка која велат тие што ја познаваа дека прво зборува, па потоа ги прашува другите што мислат и како мислат, за разлика од нејзиниот ривал Роберт Дженрик, кој прво ќе ги сослушал сите во собата, па потоа ќе кажел што мисли. Но очигледно тоа е нешто што им се допаѓа на конзервативците, бидејќи од 100.000 членови, партијата инаку има 132.000 членови, 52.000 гласаа за нејзе, 49 и нешто гласаа за Дженрик. И нејзините приврзаници се појавија со мајци на кои стоеше Be More Kemi. Бидете повеќе како Кеми, значи некој кој
нема многу влакна на јазикот и која кажува она што мисли. Скерлев, што е она што првично го кажа Баденок откако беше прогласена дека е победник нели во внатрепартиските избори? Кое беше нејзиното првично излагање? Што вети и што кажа? Таа не вети многу, интересно. Таа рече дека ќе ја репрограмира Британија како земја, дека ќе ја направи поинаква земја под нејзино водство. Рече дека земјата е во криза и дека таа смета оти нејзината должност е да ја поправи кризата. Рече дека ќе се занимава со економијата, со имиграцијата, со здравството, со сите оние работи кои мисли дека се во криза во земјата и дека всушност зборувајќи за економијата кратко, мислам допрва ќе видиме што и како ќе направи таа, меѓутоа таа рече дека ќе ги намали даноците и интересно, како дете од прва генерација, така сама се нарече, прва генерација законит имигрант во Велика Британија, дека ќе се бори против имиграцијата. Тоа е навистина, мислам дека малкумина очекува такво нешто да каже, но очигледно кога партијата е во криза, а конзервативната партија е дефинитивно во криза, од 650 места во парламентот остана на 121 пратеник, така што и треба навистина ребут, и треба програмирање на партијата и Кеми Баденок вели дека ќе го стори тоа. Инаку, кога партијата е во криза, партијата бира различен лидер, така конзервативците избраа некој кој мислат дека со својата различност ќе им овозможи да се доближат до гласачкото тело, кој очигледно не беше на нивна страна на претходните избори и лабористите речиси ги збришаа конзервативците од политичката сцена. Велам речиси, уште се тука, но ќе треба лабористите многу да бидат неуспешни и да грешат, а конзервативците многу да бидат добри и успешни и да ги ловат, не само да ги ловат лабористите во грешки, туку да предлагаат успешни програми за состојбите да се сменат. Многумина сметаа дека ќе треба најмалку дури во вториот мандат на лабористите дека се можни некакви промени. Гледаме дека со оглед на изборите, внатрепартиските избори, таа има огромна поддршка од сопартиците, но кој друг ја поддржува Ками? Има ли, да речеме, некакви анализи, известувања, како реагира на ова народот? Кој друг ја поддржува? Има ли поддршка од надвор? Сега за сега, мислам, нормално, тоа се оние редовни честитки и јас не би се изненадила и Доналд Трамп да и честита на Кеми Баденок, бидејќи во некои работи се многу слични во политиката. Кеми Баденок е од десното крило на конзервативната партија. Нејзините изјави се доста слични од изјавите кои ги слушавме претходно во американската предизборна кампања. Што се однесува до другите лидери, мислам дека немаше некоја, надвор во Европа, лабористите се комотно на власт сега за сега. Колку таа ќе успее да ги смени работите, останува да видиме. Меѓутоа, она што е интересно е дека таа да не беше, например, Девид Камерон во конзервативната партија, кој пред 1-2 децении реши, ја даде она изјава во која рече дека партијата е многу бела и муфлосана и дека нема живот во партијата, и реши да ја обнови на тој начин што ќе им даде шанса на луѓето кои се од различна боја, од различно потекло, кои мислат различно, и така Кеми всушност
влезе во политиката. Интересно е тоа што првата законска, како што рече, имигрантка во Велика Британија сега ќе се бори против имигрантите и таа има доста остри ставови против тоа, против начинот на кој се решава имиграцијата, незаконската имиграција во оваа земја. Ја назначи, почна да го назначува својот кабинет во сенка. Нема некој голем избор, велам 121 член на парламентот, од нив треба да избере некој. Ја назначи Прити Пател за министерка за внатрешни работи. Оние кои ја следат британската политика знаат дека Прити не се прослави многу со начинот на кој она бродови во каналот, па со вештачки бранови и се. Меѓутоа го зема и Роберт Дженрик во своите редови и можеби сака на тој начин да ги држи пријателите поблиску до себе, односно како беше она за непријателите сама ќе се справува, меѓутоа со пријателите поблиску до незе, така што допрва ќе видиме како ќе се развива сето тоа, но несомнено таа е на некој начин освежување на британската политичка сцена, посебно во конзервативната партија. Многумина мислат дека конзервативците кои минатиот премиер беше од индиец, од индуско потекло. Ова е прва црна жена, значи дека за разлика од тоа, лабористите никогаш немале некој со различна боја во самите врвови, односно да биде лидер на партија или некој или премиер или ако ги погледнеме сите се белци. Белки, никој кога нема веќе сме кај Риши Сунак, бидејќи но дали е тоа начин на кој конзервативната партија сака да го привлече вниманието кон себе или Кеми Баденок ќе биде лидерка за една употреба, ќе видиме понатаму. Колку Кеми Баденок се разликува од Риши Сунак, бидејќи таа доаѓа на неговото место? Колку се разликуваат еден од друг? Па се разликуваат прилично еден од друг и покрај тоа што таа беше во делови од имаше некои министерски места и претходно. Министер за трговија, како што прочитав. Повеќе се согласуваше на пример со Борис Џонсон бидејќи беше министерка во неговата влада. Таа беше министерка во владата, таа краткотрајна влада од 49 дена на Лиз Трас. Но не остави некој поголем впечаток и сега вела дека е нејзиното време дојдено во кое ќе може да каже се што мисли да направи, се што планира да направи. Нејзиното време таа вели дека допрва доаѓа и дека е решена, она што го кажав претходно, да ја поправи Велика Британија, која според нејзе е во криза и која треба да се репрограмира. Таа е инаку по професија програмер, таков факултет има завршено пак во Велика Британија, кога дојде на 16 години тука ја пратија нејзините, студираше потоа и право, вели дека знае како име на работниците бидејќи работела во Макдоналдс едно време, ете уште една, не ми се појави во Макдоналдс, еве уште една сличност со Трамп, кој, ако се сеќавате, тој исто служеше во Макдоналдс. Не ја споредуваат многу со Трамп, меѓутоа многу од нејзините, доста од нејзините изјави се прилично популистички, дали е тоа само за да ја истекне, дали е тоа пиар или е нешто на што мисли да работи понатаму. Пак велам, ќе видиме, бидејќи ова се нејзините почетоци. Дека е различна,
дека нема влакна на јазикот. Нема влакна на јазикот, дека е нешто што не сме виделе до сега на британската политичка сцена. Исто е така, точно, и велат времето на Кеми доаѓа, она што реков дека нели на маиците им стоеше на незините приврзаници Be More Kemi, бидете повеќе како Кеми. Дали британците ќе бидат повеќе како Кеми? Првиот тест ќе биде идната пролет, кога доаѓаат локалните избори и дали ќе имаат конзервативците успех или во исто време партијата, реформската партија на Најджел Фараж, кога конзервативците ја избраа Кеми Баденок за лидер, тој излезе на телевизија и рече дека неговото членството на неговата партија се зголемило за 1500 луѓе, дека сега имаат 95.000 конзервативците членови, со платена членарина, конзервативците имаат 132.000. Ќе биде интересно да се гледаат односите и дали Кеми со Фараж ќе прави некои заеднички планови. Сега вели не, но знаете, тоа е политика, во политиката се е можно. Следните избори, не локални, зборувам за парламентарни, се закажани за 2029 година. Предвремени избори во Велика Британија не е можно да има. Па, освен ако не се случи некоја огромна криза, не верувам. Сега за сега не. Благодарам уште еднаш. Имавме во живо од Лондон нашата драга колешка, колумнистката и дописничка Жанита Скирлев, а вие почитувани останете понатаму со Слободен печат.